Големите партии кои екзистираат 35 години од овој бипартизам, кои влечат и привилегии, апсолутно дека нови лица во политиката им ги матат сметките, значи говориме за нови лица кои се погласни. Гледате како се обединети ВМРО, ДПМН и СДСМ, кога треба да се донесе нешто што го штити само нивниот тесен партиски интерес, затоа што за изборниот закон и поддршка даде и СДСМ. Она што сакам да го кажам е, пред таа седница беше и законот за помош на настраданите во Кочани поднесен од СДСМ, кој никако да се изгласа. Првиот обид пропадна, сега е ставен на дневен ред, не се отвора расправа и мене не ми е јасно бланко поддршката од СДСМ. Барем во најмала рака, а веќе ако давате поддршка за едни ужасни измени на изборниот законник, барем издействувате да се донесе законот за настраданите во Кочани. Овој систем е креиран само за да екзистираат истите играчи на политичката сцена. Левица најави апсолутно дека нема да поддржи ваков закон. Изговорот на координаторот на ВМРО ДПМН, тоа му беше оправдувањето дека се носи овој закон за да се пополни правниот вакуум. Знаете, таа теза може да се искористи за кривичниот законник, на што го говорев за застарливост на делата. Ајде постапите по препораките на Уставен суд за застарливост на делата, така да се гледа дека тоа е еден антидемократски дух на овие две партии кои имаат постојана тенденција да го одржуваат статус квото. Ние апсолутно сме против ваквите антидемократски механизми и сметаме дека прагот мора да биде понизок. Всушност и ние самите во минатото многу пати сме артикулирале дека постат многу и бирократи и за формирање на нови политички опции, дека целиот изборен модел ги фаворизира тие две партии. Во овие типични естаблишмент партии нема никаков демократски капацитет за подобрување на квалитетот на живот во кој сите живееме.